Ноќен карантин до 22 март. Владата ја прифати препораката на Комисијата за заразни болести. Полицискиот час да стартува од среда во 22 часот и да трае до 5 часот наутро, секој ден во следните 2 седмици. Забраната за движење нема да важи за патниците кои во ноќните часови пристигнуваат на Скопскиот аеродром, ниту за оние кои преку граничните премини со јавен превоз влегуваат во земјата. Тие пред полициските службеници ќе треба да го приложат патниот билет. Изземени се и транспортерите, докторите, пожарникарите. Работниците во трета смена ќе треба да добијат дозвола за движење од своите работодавци. Секој граѓанин кој што има потреба од итна лекарска помош се јавува на 192, тоа е бројот на полицијата, каде што известува дека има потреба да посети лекар, здравствена установа и така натаму во периодот додека трае забраната, информира за линијата на движење од со своето место на живеелиште до здравствената установа и доколку е придружуван од лицето дава информации за тоа и на тој начин се затвора кругот. Понатаму полицијата во својот систем ги информира сите пунктови, односно сите вработени кои што се на пунктовите одредовите на МВР. За премиерот Заев мерката на епидемиолозите била издржана и таа ќе треба да го спречи ширењето на корона пандемијата, посебно што во земјава доминира позаразната британска мутација. Но Заев не ја исклучува можноста и за воведување на повеќе часовен викенд карантин. Понатаму не се исклучуваат можностите за цели викенди, за цели денови и слично, ако не паднат бројките. Од нас зависи, од сите нас граѓаните. Дали ќе се придржуваме на мерките, да носиме маската, да правиме дезинфекција, да избегнуваме групирања. Сериозна е работата, председател на влада сум, не смееме да си играме играчки, животи се губат, нема поголем национален интерес од здравјето на граѓаните. Од владата велат дека старите дозволи со код кој надлежното Министерство за информатичко општество им ги издаде на работниците минатата година и натаму ќе бидат со важност. Во меѓувреме, македонските граѓани кои се враќаат од африканскиот континент ќе одат во задолжителна 14-дневна домашна изолација. За странците од Африка пак ќе биде отворен државен карантин.